Во длабоко поделеното германско општество поради мигрантската криза, лидерката на левицата доби торта-блице во знак на протест. Инцидентот се случил на конгрес во градот Магдебург. Човек што извикнува неразбирливи пароли и се приближил на Сара Вагенкнехт и фрлил чоколадна торта. Одговорноста ја презеде антифашистичката иницијатива со торта против мизантропите, во протест против нејзиниот став дека не се сите бегалци добре дојдени во Германија. Турскиот председател Ердоган ја осуди поддршката на САД за курдските борци од единиците за народна заштита во Сирија и Курдската демократска унија. Не ни ветија така, воопшто не ни ветија така. Јас верувам во искреност во политиката. Ердоган ги критикуваше и американските специјалци кои носеа ознаки на единиците за народна заштита во видеоснимка од заедничка акција. Во Анкара расте незадоволството од односите на Вашингтон со курдите. Земјата која е членка на НАТО гледа на оваа формација како на продолжение на Курдската работничка партија, која веќе 3 децении се бунтува за автономија на југоистокот на Турција. САД ја смета ПКК за терористичка организација, но ги поддржува курдските милиции што се борат против исламска држава. Светската здравствена организација ги отфрли апелите Олимпијадата во Рио да биде преместена или одложена поради опасноста од епидемија на Зика вирусот во Бразил. Повнимателна проценка на ризикот и со сите информации што ги собравме, игрите треба да продолжат како што беше планирано, а ние да работиме на тоа да бидат најбезбедни што може. Претходно над 100 водечки научници порачаа дека би било неетички игрите да се одржат во Рио, но Здравствената агенција на Обединетите нации тврди дека тие нема да го сменат значително ширењето на Зика. Северна ја предупреди Јужна Кореја дека ќе изведе немилосрдни одмазнички напади ако нејзините бродови влезат во спорните води на Жолто море, дури и само 0,001 мм. Откако јужнокорејски сили стрелаа предупредувачки врз севернокорејски бродови, Пјонгјанг се закани дека нареден пат ќе пука без никакво предупредување. Севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун во изминатите недели бара од Сеул да прифати воени разговори за пограничните тензии, но Сеул го услови тоа со прв конкретен чекор од Пјонгјанг за укинување на неговата нуклеарна програма.